Тоа што го прави лидерот на СДСМ Зоран Заев со јавно објавување на незаконски стекнатите прислушкувани разговори на македонскиот државен врв е класична злоупотреба на позицијата лидер на опозицијата и паркосење на државните закони, на правото и на правдата, во која било земја од Европската унија тешко дека ваквото однесување на политичар, макар и лидер на опозицијата, толку долго ќе беше толерирано, порача словенечката европратеничка Патриција Шулин по завчерашниот прв диалог меѓу представниците на ВМРО ДПМН и на СДСМ, што со посредство на Европскиот парламент се одржа во Брисел, а со цел ставање крај на политичката криза во Република Македонија. Според Шулин, која доаѓа од Словенечката демократска партија, никому во Европската унија не му е јасно зошто СДСМ се уште не се вратиле во собранието и покрај цврстиот став на Брисел и на целата меѓународна заедница по прашањето за нивниот бојкот на парламентот. Патриција Шулин е уште подецидна кога станува збор за едно од барањата на Заев за СДСМ да се врати во парламентот, а тоа е да се формира преодна експертска влада со учество на социјалдемократите во неа. Формирањето на преодна влада во ваков случај би било суспендирање на гласовите на македонските граѓани кои на последните парламентарни избори според оценките на ОПСЕ слободно и демократски го дале својот глас за друга опција да ги застапува во власта. Тоа би било злоупотреба на демократијата и суспендирање на волјата на гласачите, и ако ова сега се воведе како принцип, тогаш Македонија ќе може да се збогува со изборната парламентарна демократија, додава Шулин. Прашањето за името сега е влезено во поинаква фаза, пишуваат грчките медиуми, пренесувајќи го интервјуто на председателот Ѓорѓе Иванов за телевизијата Сител. Повеќе наслови во Грција истакнуваат дека Иванов имал пофални зборови за Сириза. Прв пат на политичка сцена во Грција имаме политичари кои не се обременети со наследството од студената војна и особено од граѓанската војна во Грција. И Грција и ние сме вовлечени во една туѓа игра во која што интересите ги имаат другите, а ние имаме само штетата, го пренесуваат грчките медиуми Иванов, кој додаде дека проблемот со името и наштетува и на угледот на Грција. Сдруженијето на бранители Бедем вели дека не можат да разберат поделбата на македонското ткиво и свесното работење против државата. Тие реагираат на акциите на Стојанче Ангелов. Додаваат дека вакво нешто никогаш немало и нема да го разберат ниту да прифатат. Ниту политиката, велат, не е тоа што беше. Кога Стојанче стана главен експонент на албанците и СДСМ, кои уживаат во неговата недоветност, нестабилност и лакомост. Ваквата негова демонстрација на агресија и неговите закани се доказ дека тој е само едно исплашено човече на кого му треба друг вид на поддршка. А во Турција повторно се случува нова драма откако двајца вооружени мажи упаднале во Истанбул во седиштето на партијата на развојот и правдата на турскиот претседател Реджеп Тајип Ердоган. Еден од мажите искршил стакло на највисокиот кат од зградата и го закачил турското знаме. Мажите им наредиле на луѓето во зградата да го напуштат објектот. Тие набрзо се уапсени. Ова е трети инцидент во изминатите 2 дена во Турција. Американскиот долар речиси се изедначи со еврото. Американската валута во Македонија се тргува за сума од околу 57 денари за една зелена банкнота. Доларот бележи значителен раст во последните неколку месеци. Само во март доларот во однос на денарот поскапе за повеќе од 4 денари. Во однос на декември лани доларот е речиси за 10 денари поскап од денеска. Тогаш 1 долар се продаваше за помалку од 49 денари. Предвидувањата се дека американската национална валута и натаму ќе расне. Меѓународната заедница мора да ја засили поддршката за државите кои се соочени со напади од екстремистичката група Боко Харам, се наведува во нацрт резолуцијата на група африкански држави што денеска беше представена пред Советот за човекови права на Обединетите нации. Во текстот на документот меѓународната заедница се повикува да даде активна и повеќе слојна поддршка за Камерун, Чад, Нигерија и Нигер и другите држави погодени од делувањето на Боко Харам. Помошта треба да биде дадена на барање на овие држави и во блиска соработка со влади, се наведува во документот. Представник на Африканската унија во име на Мали и областа Сахел предупреди дека Боко Харам како терористичка група е многу повеќе од регионална закана. Таа е исто така и глобална закана. Во борбата на Боко Харам насочена кон создавање исламистичка држава од 2009 година до сега загина најмалку 15.000 лица.